Проблемите на лицата со дијабет не завршуваат по прележување на COVID-19. Овие пациенти се најризични и на најголем удар на вирусот, но и оние кои ќе имаат среќа да се излекуваат од него, потоа ги чека нова битка, да го стабилизираат нивото на шеќер во крвта, кое може да трае и со месеци. Ова го покажуваат искуствата на повеќето дијабетичари по прележан COVID, особено оние кои се на инсулинска терапија. Се покачува нивото на шеќер, така да имаме проблеми да се врати, и ако прима инсулин, многу тешко се враќа на нормалата што е држа. Значи, потоа треба блага физичка активност, многу смиреност, контрола кај нашите ендокринолози, значи секојдневна контрола, меѓутоа малку потешко оди сега ова со ковидов, правилна исхрана, тие се една од најважните препораки. Грижата за пандемијата секогаш е минимализирана и колку да бараме нешто ќе најдеме што фали. Грижата на државата кон дијабетичарите треба да биде многу поголема и сега во време на пандемија, но и воопшто, велат во здруженијата, да се ослободат од работа или барем да им се олесни подигањето на терапија. Не е доволно една инсулинска амбуланта да што ќе може пациентите да подигаат. Од ето има околу 7400 заболени од дијабет. Замислете сите тие да мораат да идат во одреден период да подигнат инсулин. Државата се труди и Сојузот се труди, некако здружени ме олестуваме. Јас, например, еште ги обучувам, да речам, помладите членови што се на таблети, да им помагаат на постарите што се на инсулин, да подигнат терапија, да им ја достават до дома колку што можат, меѓутоа и тоа е и за нив ризик. Во Македонија последниве години постојано расте бројот на лица кои заболуваат од дијабет. Официјални бројки нема, но се претпоставува дека се повеќе од 100.000, од кои околу 500 деца. Најголем број на инсулинска терапија. Голем процент од заразените со коронавирус додека трае пандемијата се токму дијабетичари, што потврдува дека се најризична група. Не е занемарлив ниту бројот на починати кои ја изгубиле битката поради компликации.